Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, на денешната пресконференција сакам да ги информирам граѓаните на Куманово за големата победа на Сојузот за иднината и градоначалникот Зоран Дамјановски. Од име на Општинскиот изборен штаб и од моје лично име сакам да им се заблагодарам на сите граѓани на Општина Куманово кои што покажаа висока демократска свест и кои што го поддржаа европско и напредно Куманово. Оваа победа која што ја остваривме вчера беше спротивставување на бруталноста и заканите на Груевски, на сите министри и на цело ВМРО ДПМН и на цела држава спрема Куманово. Им покажавме дека не сакаме да живееме под притисок, дека сакаме да го градиме слободно и европско Куманово. Вчера се случија многу значајни три работи. Првата се одбрани слободата и демократијата во општина Куманово и допринесовме за демократскиот амбиент во нашата општина. Второ, дадовме уште еден мандат на Зоран Дамјановски за да продолжи да работи за просперитетно и напредно Куманово. И трето, овозможивме Зоран Ѓоргиевски да се врати повторно во болница и да си биде само добар хирург. Навистина се соочувавме со многу разни притисоци. Вчера на избирачките места постојано закани и уцени од страна на припадници на Министерството за внатрешни работи, носење и злоупотреба на службени возила за гласачи, машинерија цела на државна администрација на терен само да ја спаси главата на Груевски. Овде не стануваше збор за главата на Ѓоргиевски, заради тоа што цела влада и самиот Груевски се заложи да го земе Куманово. Меѓутоа, не го познаваат менталитетот на сите кумановци. Само притисоците можат да предизвикуваат контраефекти и тоа им се случи и вчера. Джабе славеа во некои кумановски кафеани на Пладне. Требаше да се слави и тоа го правеше СДСМ синоќа после добивањето на резултатите и за тоа се заслужни сите граѓани на општина Куманово, без разлика на националност, без разлика на политичка припадност, без разлика на верска припадност. Оваа победа значи директна победа за просперитетно и за европско Куманово. Од тој аспект сакам да им се заблагодарам уште еднаш на сите граѓани за мирното учество на овие избори, за покажување на висока демократска свест и пред се заради тоа што знаеа во овие моменти кога во Република Македонија е забранета демократијата, знаеа да се изборат како што тоа го правеле и секогаш за демократска, слободна, просперитетна и напредна Македонија, таква како што го градиме во општина Куманово. Тоа е само едно дејствување на ВМРО ДПМН во очи. Тие до вчера, до затварање на избирачките места, кроја кои ќе бидат директори, колку луѓе ќе бидат исфрлени од работни места во општина Куманово, како ќе не селеле од оваа зграда, како општината ќе ја кречеле во портокалова боја и така натаму. И сега кога изгубија во 7 саат почнаа да плачат. Тоа личи на ВМРО во Куманово, секогаш кога губат и кога не знаат како да одржуваат резултати, плачат. Меѓутоа, има поднесено некакви приговори на 32 избирачки места, меѓутоа имате само 7 забелешки во официјалните записници од избирачките места. Еве ги записниците, да ги носам со мене. Во овие избирачки места каде што има записници, односно забелешки каде што ги дале представниците на ВМРО ДПМН, стои дека имало семено гласање, дека се агитирало пред избирачки места, дека некој со коли носел гласачи на избирачки места и така натаму. Меѓутоа никако нема забелешка во која што јасно се укажува дали има повреда на избирачкот процес и на избирачкото право. И синоќа кога ги видоа изборните резултати, веднаш носат некакви приговори во Општинската изборна комисија. Јас се уште ги немаме ние видено што се тие приговори, меѓутоа се поднесени од партијата. Се јавно ги прашувам, дали откако се освестија дека ќе го изгубат Куманово, им текна подоцна за да бараат алиби и да поднесуваат приговори во Општинска изборна комисија.
Второ, што правеле представниците на ВМРО ДПМН на избирачките места, кои што цел ден седеа и кажуваа дека има регуларни и фер избори? Како е можно во првиот изборен круг, кога предноста беше на страната на ВМРО ДПМН, изборите да бидат фер и демократски, а кога губат сега на вториот изборен круг, тогаш изборите имале забелешки? И сакам да им упатам порака. 23 години залудно се трудите да го придобиете Куманово. Вие не научивте дека борбата и еден надпревар се игра 90 минути, не само 45. Тоа е вашиот хендикеп кој ќе го научите, тогаш може да се видиме на некој од следните избори.